Следи ново издание на регионалните вести. Православните христијани денес го чествуваат покров на Пресвета Богородица, како заштитничка на христијанскиот род. Со свети богослужби празникот се прослави во црквите во Тетово. Со свети богослужби во православните храмови во Тетово се прослави денешниот празник, покров на Пресвета Богородица. Пред присутните верници во храмот Света Богородица богослужија прота Ненад Ѓорѓевски и прота Томче Јосифовски. Во текот на литургијата верниците се миропомазува, дел од нив пристапија на светата причест, а на крајот од богослужбата се режија колачите принесени од кумовите. Да го спомене Господ Бог во своето царство сега и секогаш и во сите векови. Киторите, дарителите, помагателите, пеачите на овој свет храм, да ги спомене Господ Бог во своето царство сега и секогаш и во сите векови. Од секогаш црквата ја прославувала Пресвета Богородица како покровителка и заштитничка на христијанскиот род, која со своите таинствени молитви го милостиви Бога кон нас грешниците. Безброј пати се покажала помошта од Пресвета Богородица, како на поединци, така и на цели народи, како во мир, така и во војна. Случајот кој црквата денес го споменува и го празнува, го докажува тоа постојано покровителство на Пресвета Богородица на родот христијански. На 1 октомври 911 година во времето на цар Лав Мудриот имало сеноќно бдение во Богородичната црква во Цариград. Црквата била преполна со народ. Во задниот дел на црквата стоел свети Андреј Јуродив со својот ученик Епифаний. Во 4-тиот час од ноќта се појавила Пресвета Богородица над народот со распространет томофор во рацете, како со таа одежда да го покрива народот. Била облечена во порфира, украсена со злато и целата блескала во неискажана светлина, обкружена со апостолите, светителите, мачениците и девиците. Заради тоа се востановило тоа празнување за да не потсети, како на тој случај, така и на постојаното покровителство на Пресвета Богородица. Кога и да го бараме тоа покровителство, тој нејзин покров, молитвено во сите наши неволје. Овој празник е само потврда или символ на славењето на Пресвета Богородица, како заштитничка на целиот православен народ, бидејќи нејзиното заштитништво се покажало многу пати и пред овој настан. Рем Шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг центар. Можност за учениците да дојдат до решение на задача, наставниците да дојдат до покреативни идеи за одржување на часот, нуди интернет страната на Министерството за образование и наука. На страната се поставени различни видеа споделени од ученици, наставници и професори од основните и средните училишта во земјава. Како се решаваа задачите од тематските тестови по математика, приказната за Силијан Штркот на англиски јазик, еден креативен час по математика за првачињата, се само дел од видеата достапни на интернет. На интернет страната на Министерството за образование и наука www.eduvideos.mon.gov.mk учениците имаат можност да дојдат до решение на задача, а наставниците да дојдат до покреативни идеи за одржување на часот. На страната се поставени различни едукативни видеосодржини поврзани со темите од наставните програми кои се изучуваат, споделени од ученици, наставници и професори од основните и средните училишта во земјава. Во овој момент веб-порталот нуди вкупно 954 видеосодржини, достапни без најавување од страна на корисниците, односно на наставниците и учениците.
Во суштина на порталот можат да се поставуваат видеосодржини снимени за време на реализација на часовите, нови лекции, план од помината наставна тема, изведување на експеримент, решавање на проблемски ситуации и слично. На тој начин учениците можат полесно да го совладаат материјалот, односно да бидат поттикнати на размислување од она што е прикажано во видеото и самите да дојдат до одредени решенија или заклучоци. Секое доставено видео подлежи на контрола од страна на тим во Министерството кој ја прегледува содржината и во согласно со стандардите кои важат во образованието, одлучува дали видеото ќе биде објавено. За да се постави видео, основен предуслов е секој заинтересиран најпрво да се регистрира во системот преку внеснасите побарувани и потребни податоци. Во гостиварските средни училишта во следните 15 месеци ќе се спроведува проект за превенција од современи форми на трговија со луѓе. Во негови рамки ќе се вршат истражувања и работилници со младите и институциите. Проектот се официјализираше денес со подпишување на меморандум. Средношколците од училиштата на подрачјето на Гостивар ќе учат како да ги препознаат и да се заштитат од современите форми на трговија со луѓе. Активностите кои вклучуваат истражувања и работилници ќе се спроведуваат во рамки на проект кој го реализира Асоциацијата за демократски иницијативи. Стартот беше означен денес со подпишување на меморандум за соработка со директорите на гостиварските средни училишта. Проектот започнува со истражување меѓу средношколците, колку истите се запознаати со формите на трговија со луѓе, какви се нивните предзнаења и превенција. За оваа цел ќе бидат ангажирани 5 анкетари кои што ќе поминат во сите средни училишта на територијата на општина Гостивар и ќе прибираат податоци од средношколците наменети за истражувањето. Понатаму исто така ќе се формираат и фокус групи од со средношколци, 200 средношколци со момчиња и девојчиња и една со општинската администрација и другите институции на подрачјето на општина Гостивар. Сите предвидени активности одат во насока на подигнување на свеста на младите за современите форми на трговија со луѓе, како питачење, трудова експлоатација и слично. Потребата да се спроведе еден ваков проект произлегла од сознанијата дека овие појави последниве години бележат пораст. Главна цел на проектот е да се делува превентивно кај средношколците и другите ранливи групи во подигање на свеста кај истите за формите на трговија со луѓе, како што се принудното питачење, принудната трудова експлоатација, принудното вршење на криминални дејања. Планирано е проектот да трае 15 месеци и да се заокружи со национална конференција на која ќе бидат презентирани резултатите. Активностите се дел од програмата за акциски грантови на Цивика Мобилитас, финансиски поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка. Освен во Гостивар, проектот ќе се спроведува и во Куманово. Пожар на куќа во Гостиварско Здуње, сообраќајка на регионалниот пат Гостивар-Чегране и акциска контрола во Гостивар наменета за пешаци се информациите од денешниот полициски билтен. Дефектна внатрешна инсталација е првична причина за пожарот што вчера вечер избувнал околу 21 часот и 30 минути на првиот кат од куќата на 52 годишен жител на гостиварското село Здуње. Опожарени биле катната електрична табла и кабел. Со интервенција на пожарникарите пожарот за кусо време е локализиран и не се проширил наоколу. Извршени увити се утврдуваат сите поединости поврзани со овој пожар, додека вкупната материјална штета се проценува на 30.000 денари. Полицискиот билтен бележи сообраќајна несреќа на регионалниот пат Гостивар-Чегране. Во неја учествувале две патнички возила Ауди со странски регистерски таблици, управувано од 39 годишниот чегранец Б.И. и Фиат Стило со гостиварски таблици што го управувал 38 годишниот ФС, исто така од Чегране. Во судирот немало повредени, а причината е само материјална штета, која вкупно се проценува на 50.000 денари. Инаку вчера претпладне во Гостивар била спроведена акциска контрола на однесување на пешаците во сообраќајот. Во овие активности вкупно откриени биле 11 прекршоци, што ги направиле исто толку пешаци.
Најголемиот број од нив неправилно ги преминувале улиците надвор од обележаните пешачки премини. Според СВР Тетово, сите прекршители задутре се повикани на така наречена сообраќајна поука, во рамки на која поблиску ќе бидат информирани, односно ќе им биде укажано како и каде да ги преминуваат улиците и воопшто како најбезбедно да се движат, а да не ја доведуваат во прашање сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Вакви контроли планирани се и во наредниот период во функција на превенирање на можните сообраќајни несреќи со пешаци како учесници во истите. Над 400 прекршоци од областа на јавниот трети мир на подрачјето на СВР Тетово регистрирани се изминатите 9 месеци. Најчесто место за случување на прекршоците е улицата. Во 9 месеци од годинава на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово регистрирани се вкупно 431 прекршок од областа на јавниот трети мир, што е за 16 повеќе во споредба со ланското 9 месечие, а кои се целосно расветлени и заокружени со 389 барања за поведување на прекршочна постапка. Над половината или 277 од прекршоците случени се во град, другите 112 во селата. Како што информираат од СВР Тетово, најчесто место на случување натаму е улицата, потоа угостителските објекти и така натаму. 276 од прекршоците биле извршени од поединци, а значителна исто така и бројката на прекршоци во кои биле инволвирани групи од 2, 3 и повеќе лица. Вкупната бројка на лицата инволвирани во прекршоците изнесува 567. 223 во Тетово и 344 во Гостивар, претежно постари од 25 години. Меѓу прекршителите најбројни годинава се мажите, 513. Според СВР Тетово, меѓу прекршителите најголем е бројот на невработените, 337, што се однесува до видот на прекршоците. На прво место и натаму се наоѓаат физичките напади, 171, потоа следуваат тепачките, 60, караниците, 44, навреди и омаловажувањата на службени лица, 19, оддавање на пијанство, 18, занемарена грижа на дете, 27. Во периодот за кој станува збор, регистрирани се 18 нарушувања во и околу училиштата, како и 4 на спортски надпревари. Инаку СВР Тетово со несмалено темпо и динамика продолжува со планираните превентивни и други мерки и активности, чија основна цел е спречување на нарушувањата и нивно брзо и ефикасно расветлување, при што приоритет во наредните месеци ќе бидат образовните и угостителските објекти, во кои е најголема фреквенцијата во текот на неделата или во викендите. Утре четврток 15 октомври седница ќе одржи Советот на општина Тетово. Почетокот е во 11 часот. На утрешната 29-та седница на Советот на општина Тетово ќе се расправа за измени и дополнување на буџетот на општина Тетово за 2015 година, а ќе се поднесе и предлог точка за усвојување на вториот квартален извештај за реализација на буџетот на општината за првите 6 месеци од годинава. Ќе се расправи за финансискиот извештај за работата на ЈКП Тетово, како и за покривање на трошоците на предпријатието, направени за време на вонредната состојба предизвикана од поплавите за периодот од 3 до 25 август. На седницата советниците ќе расправаат и за висината на наместоците за услугите за православните гробишта. Од вкупно 27 точки кои се поставени на дневниот ред, советниците ќе имаат право на глас за 14 точки од областа на урбанизмот. Ќе се предложи усвојување на план програма за закуп и резервации за градскиот зелен пазар. Хрватската председателка Колинда Грабар-Китаровиќ смета дека на државата во иднина ќе биде потребна некаква ограда на границата и вели дека од самиот почеток на бегалската криза се залага за апсолутна гранична контрола, зашто вооружените сили и полицијата имаат можности и опрема. Би сакала тоа да можеме да го одбегнеме, меѓутоа во иднина јас не гледам како поинаку да се заштитиме, наведе Китаровиќ во интервју за Јутарни лист. Таа потсети дека е противник на затворањето на официјалните гранични премини, но и наведува дека државата не може да се грижи за се поголемиот број луѓе и не сака Хрватска да се најде во опозиција да влезат поголем број луѓе, а да се затворат границите на соседните држави.
Израелската влада издаде наредба до полицијата да постави блокади на некои делови на Ерусалим во обид да го сопре бранот на смртоносни напади. Владиниот кабинет соопшти дека покрај зголеменото присуство на полицијата ќе бидат распоредени и војници во некои делови од градот. Ваквата наредба доаѓа откако тројца израелци беа убиени, а најмалку 20 повредени во напади во Ерусалим и централен Израел. Двајца напаѓачи во Ерусалим, идентификувани како палестинци, беа убиени од полицијата за време на нападот. Полицијата тврди дека тие биле убиени откако пукале и пробуделе со нож патници во автобус. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека ниту една земја, освен Сирија, не побарала директна војна поддршка од Москва. Лавров денеска рече дека Русија одблиску ја наблюдува ситуацијата во Ирак и во Авганистан, но дека само Сирија побарала директна поддршка. Тој додаде дека за таквите барања, доколку се направени, одлучува председателот Владимир Путин. Лавров исто така рече дека САД го одбиле предлогот на Русија да пратат висока воена делегација во Москва за да дискутираат за подлабока соработка за борбите во Сирија. Лавров рече дека предлогот бил направен од председателот Владимир Путин за време на неговата посета на Њујорк во септември. Шефот на Руската агенција за воздухопловство Олег Сторочевој побара денеска од Меѓународната организација за цивилно воздухопловство да отвори нова истрага за минатогодишното соборување на малезискиот авион на летот МХ-17 над Источна Украина. Сторочево изјави дека Москва категорично не се согласува со резултатите од холандското истражување и ја повика Агенцијата за цивилно воздухопловство на Обединетите нации да интервенира. Тој доказите кои вчера беа представени ги нарече неосновани и пристрасни. Времето денес беше претежно сончево со локална облачност и топло. Утринската температура се движеше од 3 до 13, а дневната од 14 до 22 степени. Утре не очекува умерено облачно време со сончеви периоди. Утринската температура ќе се движи од 5 до 15, а дневната од 13 до 21 степен. Тука е крајот на регионалните вести. Останете и понатаму со програмските содржини на нашата и ваша телевизија. Пријатно!